Дали ме сакаш? Жанет. Добар ден, честит кралу. Јас, еве дојдов. Успеав да ги сочувам сите зајаци. Сите? 12 зајаци? Ги дочува? Па да. Мене не ми се верува, невозможно е. Ако не верувате, можам да ве уверам. Еве, поведете, пребројте и сами. А вистина си ги сочувал? Да? Па ти си го изучил кралскиот занает? Да, честит кралу, го изучив. Па сега, јас зборот што го дадов, не можам да го вратам назад. Керко, принцесо. Не сакаше ти да се омажиш за чевлар, ама ете, се случи. Тој ги сочува сите 12 зајаци. Татко, те молам, дозволи ми да станам жена на младиот Петар. И тој да стане твој наследник. Никој подобро и помудро од него не може да владее со кралство. На овој свечен ден го прогласувам за склучен бракот помеѓу мојата ќерка, принцезата Жанет, и мудриот Петар, кого го прогласувам за свој заменик. После мене тој ќе владее со кралството години и години. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно,
на бајките живеа. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Само е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно легуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно легуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Само е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно легуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно легуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно легуваат.